за една жена да има супруг пејач или пак обратно, маж да има сопруга која се бави со оваа професија, која секој викенд, ноќно време треба да е отсутна, која секој празник и секоја нова година треба да е отсутна, колку тоа се рефлектира на приватниот живот. Еве, ти твоето искуство. Јас многу не сум забележала дека го експонираш приватниот живот, освен што сум видела по некои портали дека беше во некоја врска. Тоа беше долга врска, предпоставувам. Да. 6 години на кај 7. Сега моментално не сум во врска. Во врска, да, и тука со тој одговор би завршил, не ми се зборува, али мислам дека за некој да има партнер, артист, музичар, не знам, инструменталист, било што, или некој што се бави со јавен живот, треба да се има и разбирање. Тоа е, сите на крајот од денот сме нормални луѓе, сите имаме слични обврски, некој можеби ќе го нема, зашто нас нема помногу, има и луѓе што ги нема помногу. Да. Али нашиот настап е 2 сати. Така да додека допатуваш на местото, пееш, си се... Добро, не е баш 2 сати, има турнеи, има... Да, али тоа се периоди каде што тоа... Тоа е викенди, по обичните денови си порастеретен. Тоа е точно. Компензираш. Цела недела си послободен, премногу слободно време имаш. Со тоа што, не знам, ако е за тоа партнерот, го нема 9 сати секој ден, така? Да, јасно. Во текот на ден. Има ли љубомора тука? Се јавува ли такво чувство на љубомора? Затоа викам, зависи како ќе... Зашто имаш ти контакт директен, нели, со публика, со девојки, кафана, весело, пијано, атмосфера. Точно. Сето тоа е поинакви околности. Сите си се знаеме кои сме, што сме. И сега, ако тој партнер веќе стапил со тебе во врска, изгледа, вие си имате веќе некоја доверба. И се знае ти до каде можеш да излезеш на сцена и окей, ти да бидеш симпатичен на публиката, ама ти не смееш да се одвлечеш со други женски. Тоа ми е безсмислено некако, не знам како да ти кажам.